Добар ден до сите присутни. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на организаторот за оваа иницијатива. Овој екофорум секако ќе придонесе за подигање пред се на свеста, а верувам ќе размениме одредени искуства. Точно е тоа дека туризмот станува една сериозна гранка не само кај нас, за жал ние сме уште назад, но во светски рамки денеска луѓето имаат побрза и поедноставна можност да дојдат до средства. Напредните технологии и дигитализацијата тоа го возможуваат да работат од дома, да работат од други средини. Така да пораста на туризмот е неминовна. Ние како држава од овој регион немаме море, за жал, но имаме можност за алтернативни извори на туризам, пред се еколошки туризам. Колегите претходно зборија, да не повторувам кои ни се фаворити. Имаме доста стара култура, ние мора да земеме пример и од околните и од другите држави во светот, дека иако немаат толку важни откритија од минатото, они предначат тоа да го презентираат и да привлечат внимание. Ние мора да учиме по тој пат. Јас ќе ве потсетам само на какво ниво беа Бугарија и Албанија пред 20-30 години. Дали воопшто имаше хотел и какви беа хотелите? Денеска Еднобанско има повеќе хотели од висока класа, од 5 звезди, отколку цела наша држава. За Албанија да не зборам, таа ќе биде супер туристичка атракција, но ние мора да се го бараме нашиот пат. Точно е тоа дека перспективата на екотуризмот и на тој рурален развој е голем предизвик за нас. Секако тоа треба да има помош од државата во повеќе правци, како што инфраструктура, како се вика, поприфатливи кредитирање услови за поддршка и сето тоа, но ние мора уште од мали години на децата да им ја подигнеме свеста за екологијата. И ние како компанија се трудиме да придонесеме во тој процес, бидејќи мора да истакнеме дека Скопје е еден од најзагадените градови, Македонија не е ништо подобро, и мора да тргнеме секој од себе да се менува и да придонесува во тој процес да го подобриме, иначе лошо ни се пишува и на нас и на идните генерации. Јаболките на нас е супер, ние ги возиме, стварно е за пофалба проектот, ама ако се загади толку, тие нема да бидат атрактивни на пазарот, верувајте. И тоа мора да го разбереме сите. Иначе, како што сега современо платформите за туризам или по-старо туристичките агенции прават логистички операции, наоѓаат начини како да стигнат туристите, односно луѓето од одредени дестинации да понудат одредени сервиси. Истата улога е кај нас со поштите. Ние вршиме истата работа, логистиката, само на другите добра стоките, за да луѓето се чувствуваат пријатно. Еве, господјата од Хрватска е тука. Хрватска има изузетно многу острови и тамо исто предизвик како тие острови да бидат снабдени со одредени работи, зашто ние луѓето сме познати дека имаме многу потреби, дали се прехранбени, медицински, козметички и други аксесуари, за да може да се чувствуваме пријатно и удобно. Во тој контекст ние мора да го следиме трендот светски, да бидеме супер достапни, супер транспарентни, да преземеме одговорност и гаранција, да имаме стандардизација одредени и на тој начин може да се пласираме. Исто така понудата на нашата храна е атрактивна во одреден дел, да не бидеме толку како се оптимисти дека имаме све што е најдобро, но и тоа што го имаме ние треба добро да го презентираме, добро да го верификуваме и да го пласираме за другите може да ги осетат тие плодови на нашето поднебје. Важно е да се спомене дека ние имаме многу силна диаспора. Практично целиот Балкан, може би повеќе луѓе живеат надвор отколку што живеат на овие простори овде. И тоа исто е една огромна можност да можеме да организираме луѓето да си дојдат, да си ги посетат краевите од каде што се или да видат од каде потекнуваат нивните корени, да научат нешто повеќе за историјата за својата држава, да ги вкусат нашите можности за гурманство, за вино, еве колегата кажа. Така да мора посериозно да работиме на тој план и ако сме добро организирани ќе успееме.
ако одиме индивидуално, тоа ќе биде многу тежок пат и голем прашалник колку ќе успееме и дали ќе успееме.